За вашето министерство изминатиот период се врзуваат низа скандали, меѓу кои што се оние за набавка на реагенси, инсулин, триаголникот Министерство за здравство, фармацијата Пановски и клиниката за хематологија. Во јавноста се создаде впечаток дека ова девастирано здравство кое што го наследите од претходната власт некако нема шанси да мрдне од мртва точка. Што на крајот на криштата јавноста мора да знае кој е одговорен за сите овие тешки состојби во здравството и граѓанките и граѓаните постојано бараат лек за македонското јавно здравство. Каков е лекот кој што вие го нудите како доктор и министар? Би сакал на почеток да напоменам дека во последниот период се изнесува многу невистини, многу лаги, многу клевети. Не би сакал да верувам дека е сето тоа смислено да се на некој начин фрли дамка и врз мене, и врз работата на Министерството, но и врз работата на целокупниот здравствен сектор во нашата држава, заради тоа што тоа е едно многу сериозно дело, заради тоа што рушењето на довербата во нашиот здравствен систем ствара несигурност кај сите потенцијални пациенти, тоест кај нашите граѓани. Не постојат апсолутно никакви триаголници, четириаголници или повеќе аголници. Не постојат никакви релации со никакви веледрогерии и компании. Ниту ме интересира, ниту може да знам кој и каде што продава. Впрочем, од Министерството за здравство нема никаква ингеренција да врши било каков план, процес на планирање на набавката во клиниките или било која друга јавна здравствена установа. Во однос на набавката на реагенси веќе неколку пати се произнесува и сега би сакал да повторам. Станува збор за еден нов концепт. Новиот концепт значи централизирана набавка. Централизирана набавка значи максимална контрола на потрошувачката, на резервите. Значи унифицирање на квалитетот. Значи сериозна заштита, меѓутоа во исто време значи и сериозно подобрување на квалитетот на услугата кон нашите пациенти, односно кон граѓаните. Заради тоа што тоа се современи европски системи кои што сакаме да ги имплементираме во нашето здравство. Сметам дека дел од нападите кои што во изминатиот период излегува се должат на тоа да некои луѓе очигледно им одговара да продолжи системот во кој што ловеле во матно, во кој што имало огромни провизии. Тоа е систем кој што досега носел огромна штета на целокупниот наш здравствен систем. Сакаме да го промовираме системот на рационализација, сакаме да го промовираме системот на подобрена здравствена услуга и сакаме со тоа да ги вратиме парите во нашиот здравствен систем кој што ќе значат и нови болници, но ќе значат и повисоки плати за лекарите и медицинските сестри. Од праксата постојат оддели како одделот за неврохирургија во градската болница кој што функционира со само еден единствен доктор. Има ли повеќе вакви одделенија во земјата и нели е противзаконски тоа што се случува? Во градската болница Свети Наум Охридски има двајца неврохирурзи, меѓутоа тоа што нема повеќе неврохирурзи е резултат на лошото планирање. Токму затоа ние правиме систем на регионализација. Тој систем на регионализација значи дека точно ќе се знае во која болница, не само во градот Скопје и на која клиника, туку и во кои болници надвор од градот Скопје, поточно низ целата држава, какви доктори од кои специјалности ќе има. Точно колкав број ќе има, во која насока ќе се едуцираат. Да создадете еден доктор треба повеќе години, не само 5 до 6 години специализација, туку еден период во кој што тие доктори стекнуваат искуство. Тоа е еден долготраен процес. Затоа тоа бара сериозно и стратешко планирање. Тоа што досега немало планирање не довело до тоа да многу одделенија во државата немаат соодветен број на доктори. Може да замислите дека за време на последниот конкурс во Бидолската болница се јавија 3 пати повеќе доктори од местата кои што беа распишани. Потребни се четвртина од вкупниот број на вработени за болницата оптимално да работи. Тоа до сега значило дека само не плански се работело и немало апсолутно никакво планирање на потребниот кадар, кој се пензионирал, кој заминал во приватните болници. Процесот нема да биде лесен, процесот ние веќе го започнавме, направивме огромен број на вработување, околу 1500 изминативе 6 месеци и тој тренд ќе го продолжиме понатаму. Но, сакам да кажам,
ќе развиеме и нов систем на упатување на пациентите, создавање на центри кои што ќе имаат високо ниво на експертиза, а мала фреквенција, и центри кои што ќе имаат повисока фреквенција за пониско ниво на експертиза. И сето тоа се модели кои што функционира во развиените европски земји. Тие модели сакаме да ги имплементираме во нашето здравство. Почнавме со процесот и користиме експертизата од сериозни меѓународни институции и на тој начин сметаме дека во следниот период ние ќе тргнеме кон вистинскиот пат на реформа на нашиот здравствен систем. Зборувате за регионални центри? Зборувам за регионални центри по клиничките болници надвор од Скопје. Точно треба да се знае, а анализата веќе направивме. Колку доктори од која специјалност ќе работат? Кои пациенти ќе се третираат во тие регионални центри, а тоа ќе ознаат службите за итна помош од регионите на тие регионални болници, а кои пациенти ќе се упатуваат директно во Скопје. На тој начин ќе се скрати времето на стигање до соодветна болничка установа, а сето тоа значи и намалување на бројот на компликации. Во контекст на ова, тогаш предпоставувам дека не е толку сериозен проблем со недостаток на медицински персонал. Така како што е сега поставен системот, апсолутно представува сериозен проблем. Знаејќи дека не можеме да го надополниме бројот на здравствени работници толку колку што е потребен, така како што е системот сега конструиран, процесите ги правиме паралелно. Примаме доктори и сестри таму каде што сметаме дека треба и таму каде што сметаме дека треба да се развие соодветна специјалност. Како планирате да го спречите одливот на медицински персонал надвор од земја? Веќе направивме неколку чекори. Веќе го почнавме процесот на прием, како што спомнав, на доктори и медицински сестри. Ги зголемивме платите преку зголемување на надоместокот за дежурства во некои здравствени институции, вкупната сума на пари кои што докторите ја земаат заради тоа што се зголемија примањата за сумата која што докторите ја добиваат за дежурствата и за ноќните смени се зголеми за 30 до 40%, што не се случувало во изминативе повеќе децении. Дополнително ќе се зголемат платите за 5% од септември и дополнително, како што ветивме, до 100.000 денари од почетокот на следната година па понатаму. Но не сметаме дека само ова е мерка која што ќе ги задржи младите лекари во нашата земја. Сакаме да го подобриме системот на едукација. Разговараме со неколку универзитети за градење на заеднички програми за специализација заедно со нашиот медицински факултет. Разговараме со еминентен универзитет од Италија за формирање на група на студенти кои што ќе студираат по нивни модел и нивна програма на англиски јазик на нашиот медицински факултет. Понатаму веќе почна да доаѓаат доктори од странство кои што работат со нашите лекари. Тука на тој начин се подига нивото на експертиза на нашите лекари и разговараме со неколку земји да неколку групи на наши лекари заменат на едукација во странство. Но точно isprogramирана едукација од која што ќе знаеме каков бенефит ќе имаат нашите доктори. Не едукација која што ќе се сведе само на туризам и шетање. Доколку не успе овој план кој што го имате за задржување на медицинскиот кадар во земјата, кој ќе работи во новиот клинички центар? Недостаток од медицински кадар има насекаде. Има во земјите од регионот, има и во развиените европски земји. Впрочем, наши доктори заминуваат во Германија заради тоа што тие самите се соочуваат со еден таков недостаток. Меѓутоа, со оглед на бројот на лекари со кои што ние сега располагаме, а се невработени. Понатаму, со оглед на завршените лекари од медицинскиот факултет. Со оглед на мерките кои што ги преземавме за едукација и зголемување на платите. И со оглед на моделите на приватно јавно партнерство, кои што сакаме да ги развиеме со нашите постоечки приватни болници, кои што ќе им дозволиме на нашите доктори на многу поволен начин по нив работат како дополнителна дејност во тие приватни болници. Сметам дека тоа ќе биде еден успешен модел кој што нашите лекари ќе ги натера да останат во земјата и не само тоа, туку да бидат задоволни од тоа како заработуваат и со кој квалитет се извршува таа здравствена дејност.
Дали се точни информациите дека е пренамената локацијата за изграда на новиот клинички центар од Злокуќани во Петровец, општина Петровец? Не, тоа не е точно. Единствена локација на која што веќе се работи е во општина Карпуш, во населбата Злокуќани, која што според генералниот урбанистички план веќе е наменета да биде на овој односно болница. Постои работна група која што ја сочинуваат членови на Министерството за здравство, транспорт и врски градот Скопје, општина Карпуш, Агенцијата за катастарски услуги кои што работат на терен, се евалуира земјиштето. Во септември месец ќе започне една сериозна анализа на нашиот целокупен здравствен систем од страна на комисија во која што ќе членуваат експерти од Европската комисија, експерти од ЦЕП банката во Париз и нормално наши експерти, врз основа на која што анализа ние ќе знаеме точно колкав и каков клинички центар нас не е потребен, со колку легла, со какви специјалности. Сакаме тоа да биде еден мал медицински град, во кој што ќе го префрлиме и медицинскиот факултет, во кој што ќе има и центар за истражување, кој што ќе се надоградуваат и нашите медицински студенти, но и младите специјализанти и доктори. Сметам дека веќе на почетокот на следната година ќе имаме контурата на тој клинички центар. Демантиравте дека сте потпишале договор во 4 очи без тендер за штипскиот бункер за акселератор, но штипската болница понатаму стагнира со изградбата. Би сакал да објаснам зашто станува збор, заради тоа што се изнесе на таква шпекулација. Станува збор за кредит од ЦЕП банката во Париз. Во првата фаза од кредитирањето се одело со тендерски постапки и 2 тендерски постапки биле неуспешни. Во меѓувреме започнала втората фаза од кредитирањето, во која што ЦЕП банката работи според нивните принципи. И тие презема одговорноста да го довршат бункерот во склоп на истата сума на пари која што се гради самата болница. Дополнително на тоа, неискористените пари заради пропаднатите два тендери од првата фаза, сега нас ни останува слободни и ќе ги користиме за некои други наши здравствени институции. На некој начин ние заштедивме пари. Значи нема никаков договор о потпишување во 4 очи. Се е според процедурите и регулациите од ЦЕП банката во Париз, односно законот за задолжување, во кој што се исклучува нашиот закон за јавни набавки. Изградбата на Штипската болница на почетокот на годината ние ја затекнавме комплетно стопирана, немаше работници на терен, имавме повеќе состаноци со изведувачот и подизведувачите, умеѓувреме работата тргна и сега се работи со забрзана динамика. Многу е веројатно дека ќе има каснење од првичните рокови. Искрено мислам дека до крај на 2019 таа болница ќе може да биде завршена. Дали постојат штетни договори кои што се направени од страна на претходната власт, кои што најмногу влијаат, односно имаат штета врз здравството, јавното здравство во Македонија и буџетот на Република Македонија? Навистина е тешко да се зборува дали имало штетни договори, огледно тоа што имало огромен број на договори и ние немаме механизам да сето тоа го проверуваме и да анализираме. Има институции во државата кои што сето тоа можат и треба да го прават. Тоа што зашто би можел да зборам се договорите кои што сега ги правиме. Како ги правиме, како ги димензионираме, како со тие договори сакаме да ја подобриме здравствената услуга кон пациентите. Што мислам при тоа? Во меѓувреме го сменивме законот за паралелен увоз. Бараме сертификати за квалитет на сите лекови кои што се внесуваат во земјата, нешто што не беше случај до сега. Бараме резерви за лековите кои што ги увезуваме, за да не се случи дефицит како што тоа било правено до сега. Внесуваме нови лекови. За прв пат после 5 години ќе побараме нов тип на инсулин во нашата земја, нов тип на таблети за диабет. Понатаму, за прв пат после многу време уфрливме неколку нови лека за ретките болести. И сето тоа се работи за кои што сметаме
дека сериозно ќе ги осетат пациентите, дека значајно ќе им се олесни процесот на лекување. Сите тие процеси се транспарентни и во сите процеси се вклучени здруженијата на кои што се однесуваат овие терапии. Здруженијата на лица со диабет, понатаму за ретки болести, и тие за прв пат имаат пристап и увид во тоа како и што ние работиме. Што се случува со апаратите кои што беа набавени од минатата власт? Имаше многу. Се уште чекаат на обучен кадар или пак се прераспределени на каде што не? Делот на апаратите се во функција, дел ги затекнавме неискористени во јавни здравствени установи кои што едноставно немаше специјалисти кои што би можеле да ги користат. Тие ги префрливме во болници кои што беа и тоа како потребни. Постојат уште неколку акцелератори кои што се користат за онколошки пациенти кои ги чекаат да се завршат објектите кои што треба да бидат сместени. Тоа се бункерот во болницата 8 септември, понатаму уште еден бункер тука во клиниката за онкологија и овој бункер кој што го спомнавме во Штипската болница. Сето тоа што ние од сега натаму го правиме е добро планирање, да не се случи да стојат неотпакувани апарати, ниту пак да бидат дистрибуирани таму кај што не би можеле да се користат. Најавивте плата од 2000 евра до крајот на мандатот. На што точно мислите со оглед на искуството кое што имавме со претходниот министер господин Таравари? Најавивме плата од 100.000 денари. Тоа се нецели 2000 евра и се прават пресметки во Министерството во финансии заедно со Фондот за здравствено осигурување и сето тоа планираме да стартува од почетокот на следната година. Би сакал да напоменам дека постојат здравствени институции кои што докторите заработуваат значајно повеќе од тоа што заработува до сега преку зголемување на сумата за дежурство, меѓутоа ние тоа го најавивме за сите специјалисти во нашата држава и тоа ветување ќе го исполниме. Се тоа што досега го кажавте звучи идилично и дава некаква надеж за перспективите за тоа што понатаму ќе се случува со здравството. Меѓутоа е еден прост пример од секојдневието на граѓаните. Дали знаете дека дежурните лекари на клиника не можат да издадат рецепти, зборуваме за денови кога се празници или кога е викенд. Па така пациентите кои што добиваат некаква здравствена услуга, потоа мораат приватно да си ги купат лековите кои што им се препишани. Имате намера да превземете нешто во врска со тоа? Значи зборуваме за пациенти кои што уредно имаат платено здравствено осигурување, меѓутоа ете се случило да за време на викенд или празник имаат потреба од лекар. Не сите лекари може да препишат лек на рецепт. Меѓутоа пациентите тоа може да го направат преку своите матични лекари. И тоа е систем кој што функционира. За огромен процент од лековите и има лекови на рецепт кои што се добиваат без доплата. На барање на пациентот. Може лекот да се доплати заради тоа што бараат некој друго брендирано име или некој друг производител. Но ние веќе започнавме со работа на еден процес кој што го имплементираме во Фондот за здравствено осигурување заедно со директорите во фондот, во кој што работиме и веќе го најдовме моделот во кој што пациентите понатаму нема да се соочат со недостиг на лекови во аптеките после одреден датум во месецот. Стануваше збор за промена на начинот на исплата на лековите кон аптеките. Така да тоа е нешто што е како модел завршено. Се прават уште финални анализи да се види дали е тоа модел кој што успешно ќе функционира во секоја аптека, заради тоа што не секоја аптека е иста според капацитетот, големината и според квотата. И тогаш кога ќе бидеме сигурни дека тој модел може да се имплементира во буквално секоја аптека во државата, не некаде проблема да остане, тогаш ќе биде имплементиран преку управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување. Во клиниките ни земјава работа доктори од странство кои што оперираат, а за тоа се платени на рак. Подоцна во отпусните листи на пациентите пишува доктор од земјата кој што не е извршил операцијата. Дали сте запознаени со овој фактни случај и кој е вашиот коментар за тоа?
Одговорно ви тврдам дека тоа не е точно. Точно е дека има доктори од странство кои што работат со наши доктори, меѓутоа тоа е строго контролиран и уреден процес. Сите тие доктори имаат договори со Министерството за здравство и соодветните клиники, за што се официјално и уредно платени, за што имаат лиценција од лекарската комара тука кај нас во Македонија и сите тие се еминентни стручњаци во своите земји во соодветните области. Тоа е процес кој што добро функционира заради тоа што прво одлично се подига нивото на експертиза на нашите лекари. Второ, дел од тие пациенти за кои што овде нема експертиза на поинаков начин би требале да заминат на лекување во странство. Значи остануваат и пациентите тука и нашите лекари се едуцираат. И целокупниот тој процес, ако се калкулира платата која што овие лекари официјално ја добиваат, е многу поевтин од упатување на пациентите во странство. Колку на вистина имате слобода да одлучувате за вашето министерство? Односно, колку можете да работите без притисок од политичките партии, особено кога станува збор за вработување на медицински персонал из институциите во земја? Станува збор за процес кој што помина во неколку фази. Се бара одобрение од нашето Министерство за здравство, соодветните јавни здравствени институции, понатаму Министерството за финансии се одобруваат на финансиски средства, па има процес на тестирање во клиниките кој што каде што се примаат кандидатите и на тој начин се финализира тој процес. Знаете, во нашето обкружување и подневје притисоци секогаш имало и ќе има и понатаму. Но се обидувам да тие притисоци едноставно не допрат, заради тоа што сметам дека треба да се примат најдобрите кандидати. И доктори и медицински сестри. И тоа е еден од стимулусите како нашите доктори ќе останат во нашата земја, заради тоа што знаат дека нивното знаење се цени веќе на почетокот, а понатаму во развојот на нивната кариера дека тоа ќе значи и соодветен напредок во нивните професионални позиции.